Почитувани граѓани, технички назначениот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски е фатен во лага од медиумите и го посрамоти и Министерството за внатрешни работи, но со тоа и Република Македонија. Крајно недостоинствено, Оливер Спасовски, како неговиот сопартиец Чауш, се обиде да фабрикува афера измислувајќи меѓународен криминал со македонски возачки дозволи. На 14 јануари Спасовски на пресконференција најави: ќе обелоденам нови злоупотреби на лични документи, што можеби се користат и за други намени во државата или надвор. Оливер Спасовски тогаш ја вознемири македонската јавност, фалејќи се дека спречил злоупотреба на македонски ентитети. Инсинуираше дека 70.000 формулари би гарантирале повеќе милиони евра нелегален прилив од нелегално издадени документи. По само 9 дена, технички назначениот министер од СРСМ доби жестока реакција за неговата манипулација. Медиумите открија дека имало огромен револт кај германските авторитети за фабрикувањето на аферата од страна на Спасовски. Затоа ВМРО-ДПМН го повикува Оливер Спасовски да одговори дали се точни наводите на медиумите дека тој бил информиран од германската компанија уште во декември со целосно појаснување на случајот и дека од двете страни имало согласност дека не станува збор за криминал. Доколку овие наводи се точни на медиумите дека тој е фатен во лага, тогаш треба веднаш да излези да се извини за скандалот, поднесувајќи одговорноста. Најпрво треба да им се извини на сите вработени во МВР кои неосновано ги обвинуваше. Потоа да им се извини на германските партнери чии углед и репутација ги загрози за своите изјави, а пред се да им се изјави на граѓаните затоа што преку урнисувањето на кредибилитетот на Министерството за внатрешни работи го урива и нашиот кредибилитет на Република Македонија. Дали лагите на Оливер Спасовски се причина за неговиот молк околу мотивот на германската компанија да се вклучи во меѓународен криминал со печатање на македонски водачки дозволи? Дали од истата причина Спасовски не одговори и по чија наредба постапувала компанијата и какви кривични пријави против кого се поднесени од негова страна? Германските авторитети и на своја кожа добија можност да се уверат како во пракса функционира фабриката за афери на Социјалдемократскиот сојуз. Германија можеше одблизу да види колку неморално и бескрупулозно се однесува раководството на СРСМ кога треба некој да биде нападнат или оцрнет од теснопартиски интереси без оглед на штетата која што се нанесува на угледот на Република Македонија. Молкот на Оливер Спасовски значи само едно: членот на СРСМ Захир Бекири Чауш не е единствениот во фабриката за афери. Заедничките фотосесии на врвот на СРСМ со актерите во фабриката за афери потврдуваат дека станува збор за инвестиција на целото раководство на партијата. Ви благодарам.